Народниот правобранител ќе истражува низ каква голгота поминува Александар Јаневски Тошта во Штипскиот затвор. Алармот за изживувањата врз еден од осудените за 27 април го слушнал и Насер Зибери, но до него се уште не пристигнала представка за случајот кој го обелодени Алфа. Сепак, правобранителот е подготвен да реагира и да увиди што навистина се случува во затворот во Штип. Доколку ни се обрати, значи он лично или член на неговото семејство, зашто законот вика може затвореникот сам или член на неговото семејство да поднесе представка до народниот правобранител за повреда на неговите затворенички права. За голготата на Тошта кој е сместен сам во 4 зида со денови алармира неговата сопруга Тања Јаневска. И покрај заканите кои што ги добивала да замолчи, таа продолжува да бара помош и правда за незиниот сопруг. Тој заврши во самица како казна за бегство, а всушност Тошта беше задржан во Охридската болница поради хирушка интервенција на неговото срце, зашто затворската управа добила и известување за тоа. Сопругата на Тошта неколку пати излезе јавно на Алфа телевизија да ја раскаже тортурата која ја преживува незиниот сопруг во затворот. За потоа да добие и закани од затворските власти во Штип, каде што преку незиниот сопруг и беше пренесено дека ако уште еднаш даде изјава, Тошта ќе продолжи во самица. Семејството не се плаши од заканите. Сопругата е решена, правдата да ја тера до крај. Не можат, ништо, ние сме надвор, ама оние тамо и они се изживјаваат со него, а неговото здравје е нарушено. На тие мои представки што до сега излеговме, они контра, значи дисциплинската што требаше 24 сати да ја направат од наводното бегство, они што го истакнуваат, они ја прават 24 сата од мојата представка и го казнуваат. Инаку Александар Јаневски Тошта е еден од 16 осуденици за настаните во собранието, што се случија на 27 април 2017 година.